Застрашувачки пораст на бројот на нови позитивни случаи со ковид и починати. Вирусот не бира. Битката ја губат и млади луѓе. Болниците се преполни. Ситуацијата станува алармантна. Се бара место повеќе. Еден пациент излегува, друг влегува на негово место. Благојче Ивановски од Битола го затекнавме на излегување од инфективната клиника во Скопје. Среќен е што си оди и што успеал да ја победи болеста по цел месец болничко лекување, но вели дека многумина не ја добиле битката, а траумите од се што видел таму ќе останат за секогаш. Тоа што го поминав, само треба да го поминиш, дека не можам да објаснам. Колку беше тешко, самата атмосфера натре, колку има болни, колку тешко се гуши, се стварно не можеш да опишеш. Многу тешко поминав. Има некој поправил полесно, некој. Вие како го поминав? Јас го поминав, да речеме 5-6 дена, многу беше тешко со гушење, со немаш воздух, не можеш да дишиш. Како риба на суво, едноставно е тоа. После други се траумите, до мене имаше што почина, па и тоа го гледаш. Јас слегов за да се качи друг. Сега си одам дома, а веќе него го носеа горе да се качи. И ше мислам, најголемата катастрофа, гледам персонало горе, не знам, јака му душа. Ептен се малце луѓе, секој вика сестра, некој се гуши. Инфективната клиника е комплетно исполнета. Директорката Милена Стевановиќ вели дека ситуацијата засега е под контрола. Максимумот на инфективната клиника се овие бројки. 100-105-6 кревети на инфективната клиника и 72 во модуларната. Кадарот кој работи на клиника и помошен и средномедицински, како и лекарски специјалистички кадар е на клиниката, меѓутоа и се дојдени колеги интернисти од другите установи. Новиот октомвриски бран со коронавирус ја искачи нашата земја високо на листата по бројот на заболени и починати во Европа. Ке го издржи ли македонското здравство новиот удар со коронавирусот? Ова зад мене е модуларната болница која е дел од инфективната клиника. Тука постојано доаѓаат тешки случаи, пациенти умираат, пандемијата одзема човечки животи, капацитетите се преполнуваат. Ова досега е најсилниот бран од почетокот на пандемијата со коронавирусот досега. Најмногу заболени според Институтот за јавно здравје се на возраст од 30 до 39 години. На удар се луѓето над 60 години, а анализата покажала дека 85% од починатите имале претходни заболувања и покрај овој факт, хроничните болни немаат посебен третман на заштита. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека овој бран го предвиделе пред време. За сега мој термин останува да функционира нормално, но поголемиот дел од здравствениот систем ќе се стави во функција на пациентите со ковид. Ние спремаме и дополнителни капацитети каде што би биле хоспитализирани овие пациенти и ги пратиме трендовите. Свесни сме дека има еден огромен пул на пациенти диагностицирани кои во даден момент може да им се влоши здравственото состојба. Матичните лекари имаат проблем со закажување на термините за тестирање. Пациенти чекаат и по цела недела или се препраќаат во други градови. Секојдневно ги освежуваме податоците, гледаме дури во други градови. Замислете, ако имаме шанса да закажеме некој пациент што може да го однесат, дали родителите, да го истестираме, ако треба и во близина. Куманово, Тетово, Велес, ако ни се укаже шанса, ги пуштаме и таму. Поради потребата од што повеќе тестирања, јавното здравство вклучи дополнителни 350 тестови на ниво на цела држава, 8 месеци по пандемијата со коронавирусот во земјава, откако министерот Филипче им даде можност на приватните лаборатории да заработат околу 6 милиони евра на сметка на граѓаните со високи цени на ПСР тестови, кои ги плаќаа од свој джеб. Тој најави можност и приватните лаборатории да тестираат на товар на Фондот за здравство. Спремни сме да видиме доколку има огромен притисок и во следните неколку денови апсолутно да вклучиме и дел од приватните лаборатории во мрежата се со цел да
им се олесни пристап на граѓаните. Но она што најмногу загрижува е високата стапка на смртност од COVID-19. За да се растеретат капацитетите на инфективната клиника и ГОП 8 септември, каде се најтешко болните, пациенти се лекуваат во болниците во другите градови, кои пак кубурат со лекари, со инфектолози и со медицински сестри, запоставувани со години, просторно, со кадар и опрема. Овие болници сега го одат најтешкиот пат, ја бијат битката со непознатиот вирус. На рап на сили сме. Имаме 55 кревети на инфективното оделение и само 20 инфектолози. Се е исполнето со пациенти. Помага персоналот од цела болница. 40% од пациентите се на кислородна поддршка. 6 респиратори не сме ги употребиле досега. Имаме план Б ако продолжи да се зголемува бројот, вели Ален Георгиев, директор на болницата во Штип. Наќе Гогов, директор на болницата во Струмица, вели: имаме потреба од медицински кадар, оптоварени сме. Имаме само 3 инфектолози, од кои еден е позитивен и е во изолација. 27 специјализанти им помагаат на инфектолозите. Еден инфектолог доаѓа од инфективна клиника, еден лекар од пулмологија, но не е доволно. На крај на сили сме. Ни требаат и лекари и медицински сестри, вели Гогов. Во болниците во внатрешноста се лекуваат, но и секојдневно умираат пациенти. Од ковид до сега во државата починале скоро 1000 луѓе. Причините за зголемената смртност се различни, вели Стевановиќ. Непредвидливоста на болеста, динамиката на незиното влошување и таквите пациенти ги прифаќаме на клиниката од целата држава, како и пациенти кои се лекуваат во Скопје. Некои од нив во текот на домашното лекување ја развиваат болест, имаат потреба од хоспитализација, ги примаме нив, но неретко и немалку се и пациенти кои едноставно сметале, не верувале, не сакале да бидат лекувани и доаѓаат во исклучително тешка и критична состојба. Доктор Нико Беќаровски, интернист и клинички токсиколог, смета дека проблемот е двостран. Прво затоа што има луѓе кои не веруваат во вирусот и доаѓаат кога е веќе предоцна, а потоа и заради третманот, односно лекувањето кај матичните лекари по телефон. Све се сведува на телефонска комуникација. Граѓаните, за жал, не може да ги препознаат раните знаци кои што сугерираат на влошување на болеста и затоа се случува во крајно тешка состојба да се трансферираат пациентите на инфектологија. Мислам дека би било многу поедноставно и подобро кога би се овозможило секој, ако ништо друго, барем објективна оксиметрија да се мери, тоа е едно едноставно ефтино апаратче кое што може на секој да му се даде, 3 пати на ден да види колкава е неговата сатурација во крв, 5-тиот ден да пројде една екипа од лабораторија која што би зела лабораториски анализи и доколку се појават компликации, секако и рентген, за да може да ги пратиме адекватно вистински болните кои што лежат во домашни услови. За брзото ширење на вирусот надлежните вината ја фрлаат на граѓаните заради непочитување на мерките, неносење на маски, па затоа беа донесени измените на Законот за заразни болести. Нема воведување на карантин или полициски час, како што тоа во моментот го прави Европа. Задолжително носење на маски на отворено, забраната за домашни собери, забраната за ограничување после 22 часот навечер на јавни површини. Сите угостителски објекти затворени во 23 часот практично имитираат полициски час. Да се почитуваат мерките за заштита апелира и Весна Вучич, сопруга на познатиот музичар и водител Драган Вучич, кој почина од коронавирусот, а и таа беше хоспитализирана на инфективната клиника. Ние се уште се однесуваме крајно неодговорно. За жал ја имав големата несреќа да доживеам трагедија во семејството. Бев и јас една од тие што го прележаа вирусот. Ја помирисав инфективната клиника. Се соочив со многу кои лежеа таму. Меѓутоа морам да ви кажам и на разликата во еден момент, 2 дена пред да си заменам од болница. На вториот кат на инфективна немаше никој, бев сама. Значи, што се случува после 8 месеци да не можеме да сватиме колку е сериозна работата. Пред нас се тешка есен и зима. Неизвестно е дали казните за непочитување на мерките ќе донесат резултати.
како ќе се справиме со непознатиот непријател. За сега никој не може да предвиди колку ќе трае пандемијата со коронавирусот, но за да заврши побрзо, потребна е дисциплина од страна на сите граѓани и почитување на мерките, а институциите да реагираат навремено. Докторе Караджовски, позади вас има голем ред луѓе кои велат дека чекаат 2 часа, можеби и повеќе, но за тестови некои велат дека чекаат дури по 1 недела да добијат решение од матичниот доктор. Каде е проблемот? Имаме 30 на 40 луѓе кои што чекаат да се тестираат сега и одма. Немаат ли право тие тоа да го сторат? Имаат право. Ние не велиме дека немаат право, меѓутоа слободен термин од матичен доктор се добива со онолку термини колку што имаме капацитет да тестираме. Значи нема капацитет. Во моментот ги прошируваме сите капацитети во државава за да обезбедиме нови 500 теста. Ова не е лента на која што зини, земи, бриси, оди. Прво, термините од матичниот доктор се пополнуваат преку мој термин и тие се обезбедуваат на секој половина час. После земањето на секој бриз, лаборантот што зема мора да ги извади ракавиците, да стави маска, да се дезинфицира просторијата, па после да влезе нов човек. Значи, не е тоа така зини, и одиси, зини, одиси. Значи, има процедура. Тоа е прва реченица. Добро. Втора, бројот на тестовите, простор, опрема и луѓе, ние сме ограничени. Ние не сме бесконечно. Ние имаме толку колку што имавме во март и април, меѓутоа зголемено за оние капацитети кои што ги предвидовме минатиот месец, кога состојбата се уште беше под контрола. Ќе ме прашате што тоа се случи во држава во последниот месец дена. Ни се случи народот. Ни се случи непослушниот народ. Не беше непослушниот народ претходно. Непослушниот народ кога имаше полициски час, кога имаше некаква рестрикција во движење, истиот народ почитуваше. Народот се олабави многу брзо, летниот период никој ништо не ни може, сонце е надвор, убаво и дајте да го живееме животот. Јас стално велам на сите луѓе. И утре ќе се живее, и утре кога ќе заврши епидемијата ќе се живее. Меѓутоа, ова непочитување мора да заврши. Зошто ние капацитети во здравствениот систем сме ограничени. Најголемите критики всушност се вперени, како што велите, и луѓето, непочитувањето на мерките од страна на луѓето, но и несанкционирање. Се сложувам. Нема мерки за казни. Се сложувам, ако мене ме прашувате, или воопшто ги нема. Ако мене ме прашувате, мерките мора да бидат ригорозни, санкционирањето мора да биде жестоко. Со други зборови, секој оној кој што биде фатен во неспроведување на овие мерки, мора да биде ригорозно казнет. Зошто? Потенцијален ширач на инфекција. Ако мене ме прашувате дали се тие мерки доволни, ние досега имаме некаква мерка која што вели 20 евра, или ако се нагодиш и веднаш ја платиш мерката 600 денара. 600 денара е никаква мерка во однос на можноста премала, преблага, преминорна, доколку дозволиш да се шири инфекцијата. Сликите што ги гледавме во изминатиот период, во делот каде што имаме погреби, делот каде што имаме свадби, делот каде што има ивенти, каде што има журки, каде што има концерти, па што тоа ни кажа? Докторе, најголемата загриженост е смртноста. Преполни се болничките капацитети, најголема смртност во регионот. Имате ли објаснување зошто? Факт е дека имаме голем број на жртви од ковид. Факт е, тоа е неоспорно. На почеток на епидемијата, сите лица што починаа од било која опција, па макар и постмортем, ние ги туравме во ковид. Направивме на дистинкција преку Државниот завод за статистика и преку Институтот за епидемиологија и медицинска статистика, за да дистинкција направиме што е што во делот, дали све ќе тураме во исти кош, што би рекол ја. Меѓутоа, во целава работа што не мачи е следното. Дали ние, како држава, сме спремни овие капацитети да ги сочуваме или сакаме да ни колабира здравствениот систем? Значи, ние имаме инфектолози, пулмолози, анестезиолози, толку колку што ги имаме. Имаме респиратори, толку колку што ги имаме. Не можеме ние да предимензионираме за 7 дена нова болница со 1000 кревети. Значи, факт е дека имаме висока смртност, факт е дека дел од пациентите доаѓаат задоцнето во болница, факт е дека дел од нив се починати во санитетско возило, дел се починати на самиот влез во клиниката, дел починуваат првиот ден при доаѓањето во болницата. Значи, тоа не е до докторите,
Значи тој го интубирал или не го интубирал, го ставил на апарат или не, пациентот починал. Доаѓаат со толку ниска сатурација на кислород, што дел од нив се, ние велиме, уште при доаѓањето многу тешко да им се пружи помош. Системот на лекување и она што е дадено преку Светска здравствена организација, алгоритмите и протоколите што се тамо, не се разликуваат од ниедни други протоколи. Ќе ми речете, ама како може некоја друга држава во околината да има помал број? А дали ги пријавуваат сите, што мислите? А велите дека останатите лажат? Не реков дека манипулираат. лажат. Не реков дека манипулираат. Реков се дали ги пријавуваат сите. Се сомневате. Се сомневам дека секогаш некоја држава заради некои причини може дел од тие да не ги пријави. Што се добива? Па сигурно бидете сигурни дека бројот на инфицирани, заболени и умрени, тие од кои што им зависи туризам, од кои што им зависи GDP, тие од кои што им зависи нешто во државата, дека не мора да пријават све. Ниеден систем, па ни нашиот, не е димензиониран за 1000 болни од оваа болест. Ниту Шведска, ниту Франција. Ама гледате дека колабираше Италија, на почеток една голема Италија им умираа луѓе на ходници. Значи ние не се жалиме, меѓутоа здравствениот систем е растегна до крајни граници. Колегите наши работат 8 месец, колегите се непрестано во функција. Дел од колегите имаат ограничен број на сестри, болничари, хигиеничари и доктори. Ако е така, а имаме некои 90 кревета во инфективна клиника и уште 40 на 45 во рол болницата, и уште 50 или 60 во Козле, и уште 200 во 8 септември. Тоа се некои 400 кревети на кои што во секој момент можеме да рачунаме. Нови болници ќе се прават секако рол во периодот што е пред нас. А зошто до сега не се правеа нови болници? Па ја мислам дека министерот за здравство ви го кажа неколку пати, кредитот од Светска банка беше стопиран. И сите вие знаете кој може да го стопира кредитот. Ако се стопира кредитот за таа намена, исклучиво за таа Претходно намена, ВМРО-ДПМ не го стопираше кредит. ќе ги добиеме тие пари во перспектива, меѓутоа за нас е битно во кој период ќе ги направиме тие болници. Ако тоа успееме да го направиме во периодот од 3 до 6 месеци, да добиеме нови 500 легла, во тој момент ќе се крпиме само со оној дел што се вика интернистичка нега. Имате ли црни сценарија? Имаме црни сценарија, јас секогаш една степеница, едно скалило погоре одам. Кои се тие? Црното сценарио да дојдеме до 1000. Мртви? Не до 1000 мртви, до 1000 пациенти кои што бараат хоспитализација, при што здравствениот систем се плашиме тогаш дали може да колабира. Мртви? Мртви секако ќе се зголемуваат затоа што секаде во светот се зголемуваат. Немој да мислите дека нашето здравство е толку лошо што во околните држави е другачие или е малце другачие. Се сложувам дека има поголем број, меѓутоа тоа ќе се анализира оној момент кога ќе заврши епидемијата. Бројот на заболени хоспитализирани во секој момент ќе се зголемува. И тоа е без факт. Што може да ни усложни работата? Кој ќе дојде сезоната на грип, сезонскиот грип од сам по себе бара захтева хоспитализации заради бронхопнеумонии, компликација на грип. Да. Тогаш да се комплицираат двете работи. Можно ли е да нема вакцини за грип? Не е можно затоа што ќе ги добиеме сега идниот месец. Што се случува во комисијата? Прво би започнал со следната сентенца. Комисијата за заразни заболувања при Министерство за здравство е стручно советодавно тело на Министерот за здравство и на никој друг. Комисијата за заразни заболувања работи про боно или без плата. Караджовски Жарко е представник на оваа комисија 27 години. Скршена пара за ден крајцер државата не инвестирала во никој член од комисијата. Значи, нагласините дека некој не плаќа, тоа е тешка грешка или тешко, да не речам нестручно, да не речам неинформирано или злонамерно мислење за некој од тоа што го бара од нас. Многу пати, добро. Второ, што сакам да кажам. Да. Тамо има 18 членови на кои што сум ја претседател на комисија. По демократско одлучување него во таа комисија и можност за зборување нема. Зошто? Преку 100 луѓе продефилирале низ комисијата за да го кажат своето стручно мислење и да дадат предлог или нешто друго што ние можеле да го прифатиме или не. Трето, комисијата се води врз основ на принципи на едукација и информација. Ние не сме политички орган на ниедна влада. Најголемата функција доктор Жарко Караджовски ја имал во време кога беше ВМРО на власт. Бев раководител на оддел. Сега сум началник една степеница пониско. Значи, не сум профитирал од членство во комисијата од 94-та до денеска. Зошто? Јас сум професионалец од областа. Јас собирам поени со наука, со едукација и со излегување во јавно. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам.
Во светот се најавуваат тешки, долги месеци на корона кризата. Францускиот председател Макрон објави нов карантин во неговата земја, откако смртноста станува застрашувачка. Стана највисока од април. Под новите мерки на луѓето ќе им биде дозволено да ги напуштат домовите само заради неопходна работа или здравствени причини. Но затоа пак, оние бизниси кои не се неопходност се ставаат под клуч, рестораните и баровите, додека школите и фабриките остануваат отворени. Макрон подвлече, земјата ризикува да ја преплави вториот бран, кој нема дилеми ќе биде потежок од првиот. Регионов исто така е под нови, заострени мерки. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ најави можност да следи врв на епидемијата за 2 недели. Во неговото обраќање објаснува, може да се избегне заострување на мерките ако тие се почитуваат, повикувајќи ги граѓаните на одговорност за да се спаси здравствената и економска ситуација. Епидемијата во Словенија е на рап на контрола. Рекордите на заразени секојдневно се надминуваат, но не се најавуваат поостри мерки од досегашните. Онлайн настава, забрана за движење во ноќните часови и надвор од општинските граници, задолжително носење на маски и на отворено. Досега во вториот бран се заразиле 5,5% од популацијата, што значи дека тоа се однесува на приближно секој 29 жител на Словенија. Додека светот се бори, остануваат загрижувачки сериозните предупредувања на германската канцеларка Ангела Меркел за тешката зима која следи во Германија и со тоа да го парализира здравствениот систем на оваа земја. Канцеларката Меркел е загрижена бидејќи секоја држава, па и Германија, има ограничени капацитети, имено во интензивните оделенија во болниците. Во Германија има вкупно 29.400 кревети. Скоро 22.000 од нив, како што јавуваат германските медиуми, се зафатени со пациенти, меѓу другото и од други болести. Но Германија има една резерва од 12.780 кревети, кои што може да ги стави во функција во рок од една недела со сите пропратни апарати. По состанокот со премиерите на покрајините, што Меркел оваа недела го имаше, изјави, цитирам, се наоѓаме во експоненцијална фаза во која се скратува времето на двојно повеќе новозаразени и ако вака се продолжи, за неколку недели ќе се најдеме на границата на капацитетите. При тоа таа додаде, сега сме во ситуација кај 75% од инфицираните да не знаеме од каде доаѓа инфекцијата. Со тоа таа всушност им одговори на некои од гастрономијата кои се повикуваа на истражување од Институтот Роберт Кох, според кое само 2% од инфицираните луѓе се заразиле во рестораните или кафетериите, а најголем дел од луѓето се заразувале во домаќинствата. Според канцеларката Меркел, најважниот механизам во борбата со вирусот е откривањето, односно следењето на контактите и според неа во оваа ситуација тоа воопшто не е возможно, бидејќи здравствените служби се преоптеретени. Затоа се воведуваат овие нови мерки од понеделник 2.11 на 4 недели, за да се намали кривата, односно за да се спушти кривата, односно за да се намали бројот на новоинфицирани и од друга страна да може некако да се спаси Божики.